Почитувани мои, продукцијата Маријево филм патува скоро 30 години низ Република Македонија. Продукцијата Маријево филм досега во овој временски период има влезено речиси во секое селско капче, а секое населено место во Република Македонија представува етно село, и тоа она етно село во вистинска смислена зборот. Меѓутоа, мои почитувани, многу од нашите соселани денеска живеат во урбаните центри, а тоа се во големите наши македонски градови. Но сепак каде и да одат нашите соселани, тие со себе си ги носат старите адети, обичаи на живење, старите навики на живење, а се разбира исто така си ги носат и оние стара наша традиција, како што се и во времето како оние живееле како деца, а така тоа и го имаат донесено во урбаните центри. Еве, почитувани мои, продукцијата Маријево филм се наоѓа во селото Брвеница. Овдека ова село Брвеница, што е попознато и по, така да речам, прекарот село од поречијата, затоа што 80% населението е доселено од поречките села, овдека ова село исто така е познато и по неколку етно ресторани, меѓу кои и етно ресторанот Бакал. Да ви кажам, реално ето ресторанот Бакал си доаѓа од оној стар наш архаичен убав збор македонски, а под Бакал се подразбира кооператор, се подразбира крчмар, а исто така во времето во овие бакалниците што постоеле, во современи услови се нарекува и мали гранапчина. Таму во тие продавници, таму во тие бакалници, луѓето од населените места се снабдувале со се и се што она им е било потребно. Почитувани мои, продукцијата Маријево филм се наоѓа во етно качето, во етно ресторанот, во македонскиот национален ресторан Бакал. И ете, дојдовме преку окото на камерата на мојот снимател, поточно речено на продукцијата, снимателот на продукцијата Маријево филм Виктор Костовски, ќе ви пренеси дел од овој АБН. Гледајте и уживајте. Почитувани мои, позади мене
se naoѓа овој водопад, кој што овој водопад асоцира на оние водопади кои што ги имаме ние во нашите убави македонски горостаци, а пред се и во убавите поречки планини. Ова е тој водопад со онај стар архаичен изглед. Гледајте и уживајте. Читувани мои, овдека во македонскиот етнокомплекс Бакал ќе се воодушевите од она убавина кој што ја има овај етнокомплекс. А таа убавина ќе ја почувствувате преку она зачуваната стара, автентична македонска селска чорбатинска архитектура. Овдека се е изградено налик на она што е изградено во нашите убави македонски села. Овдека ќе ги најдете оние големи дебели ѕидови до 60 на сантиметри, кои што биле изградени редом од камен, редом од печена опека, а покријани биле со турски керамиди. Меѓутоа овдека исто така покријани се, кровната конструкција е направена од современа керамида. Гледајте и уживајте. Пак ќе напоменам преку окото на камерата на продукцијата Мариофилм и нејзиниот снимател Виктор Костевски. Гледајте и уживајте. Читувани мои, овдека во македонскиот етнокомплекс Бакал ќе се воодушевите од она убавина кој што ја има овај етнокомплекс. А таа убавина ќе ја почувствувате од овие убави цвеќина, кои што овие убави цвеќина асоцираат на нашите градини, каде што нашите баби, мајки, сестри, стрини, бујни, овдека во нашите села биле дворните места биле украсени со овие цвеќина. Гледајте и уживајте. Пак ќе напоменам преку окото на камерата на продукцијата Мариофилм и нејзиниот снимател Виктор Костевски. Гледајте и уживајте.
Почитувани мои, полна ми е душава. Славно се радувам, почитувани мои, овде што се наоѓам во етнокомплексот, во етно-македонскиот национален ресторан Бакал. Овдека во ова ресторан, ова убавина, која ќе дојдете, ми асоцира на нашите кујки во селата, каде што на времето, кога ќе се собереа едно семејство дома, да бидам реален, никош не броеле пари како што денеска тоа го прави современиот наш македонски живот, туку тие се радувале кога ќе се собереле дома, кога ќе дознаат дека внуче му се родило, дека синот го оженил, дека ќерката ја омажил, дека овците му се објагниле, козите му се окозиле. Почитувани мои, полна ми е душава. Славно се радувам, почитувани мои, овде што се наоѓам во етнокомплексот, во етно-македонскиот национален ресторан Бакал. Почитувани мои, полна ми е душава. Славно се радувам, почитувани мои, овде што се наоѓам во етнокомплексот, во етно-македонскиот национален ресторан Бакал. Овдека во ова ресторан, ова убавина, која ќе дојдете, ми асоцира на времето, кога ќе се собереа едно семејство дома и кога ќе седнеле дома, на масата, па ќе се помуабетеле, па ќе се договореле овај што ќе работи следниот ден. И се разбира, после тоа ќе се напиеле од она ракија, шливовица, препек ракија, она поречка ракија. Исто така ќе се замезеле со кромиче, лукче, пиперче, патлиџанче, ќе вечерале, ако бил денот посен, ако било среда или петок, со гравче, тавче. Се разбира, ако било мрзно, ако било зимно време, пак ќе вечерале од печеното јагне, или пак овде го старите баби или мајки ќе исучеле мазник, зелник, питулици, и се разбира, тоа било сето налиено со вино, станушина. И на крајот ќе запееле, ќе заиграле, ама пред се со подржани со пишокот на кавалот, на гајдата, а и ако се погодело па да биде селска слава, тогаш оделе на срецело, таму се виело непрегледното оро на ред моми, ред невести, ред бејчари, ред моми стасани за армасување. Почитувани мои, полна ми е душава. Славно се радувам, почитувани мои, овде што се наоѓам во етнокомплексот, во етно-македонскиот национален ресторан Бакал.
Читувани мои, полна ми е душава. Стварно се радувам, почитувани мои, овде што се наоѓам во етно комплексот, во етно македонскиот национален ресторан Бакал. Она поречка ракија, овдека таа препрек ракија ќе ја најдете овдека во овој етно ресторан, а овдека исто така ќе го најдете истото тоа мезенце се разбира од околината на Тетовско предсело, од атаро на селото Брбеница. Тука исто така, а овдека исто во овој етно комплекс ќе го најдете тоа гравче тавче со познатиот Тетовско гравче, а и овдека има печено јагне од шарските пасишта, а и овдека ќе ги најдете само во ова етно катче се разбира на онај стар начин исукани, мазник, зелник, питулици налиено со вино станушина. А и денес овдека го има таа стара сорта винска македонска станушина. Чували мои, едно би додал. Дојдете овдека во Брвеница, дојдете во овој македонски етно-национален ресторан, дојдете во македонскиот етно-ресторан Бакал, каде што покрај тоа што ќе ви асоцира само и поим Бакал, дека Бакал беше еден од главните луѓе во селото, овдека ќе го најдете сето она што вие пред се како млади луѓе го го живеевте во вашето село, а овдека во, така да речем, по возрастни години, повторно ќе се присетите на вашата младост, но дојдете со вашето семејство, со вашите деца, со вашите внуци, со вашите роднини, со вашите пријатели. Да сте ме здрави живи.